Ревизија на историјата преку промена на учебниците по историја и географија. Протоколот предвидува најдоцна до учебната 2024-2025 усогласување на ставовите во Историската комисија за учебниците. Министерот за надворешни работи Бујар Османи го листаше протоколот пред новинарите и уверуваше дека има реципроцитет во овој дел, но нема никакви гаранции дека донесените одлуки нема да бидат целосно во интерес на Бугарија, затоа што таа и натаму го има правото на вето, па Македонија ќе биде под постојан притисок. Целта на овој договор е да ги подобриме односите. Ние не можеме да станеме сојузници во Унија во скарани односи. Унијата не прифаќа земји кои што имаат отворени прашања со соседите. За да ги подобриме тие односи, двете министерства го следат трендот. Македонија не може да ги почне преговорите без промена на уставот и да ги внесе бугарите, а Бугарија нема никаква обврска да ги внесе македонците кои живеат таму. Всушност, нашата влада веќе се откажа од нив со договорот со добрососедство. Според Османи, ова бил најдобриот компромис кој Македонија го добила. Тој го заобиколи одговорот на прашањето, што доколку не ги вметнеме бугарите во уставот, туку кажа дека не гледа спорно ништо во тоа. Република Бугарија има поинакво уставно уредување. Значи не познава етнички заедници. Затоа се спомнувал тука често, има 1 милион турци кои што не може да регистрираат партија како турска партија, туку мора да биде регистрирана поинаку. Тоа е системот на уредување. Не е само Република Бугарија, има и други држави, мислам дека е Франција, Грција, кои што исто така не препознаваат уставот, не препознава организирање на граѓаните на етничка основа, па ниту регистрирање на здруженија, политички партии на етничка основа. Кај нас уставот е поинаку. Во протоколот, Македонија уште еднаш се обврзува дека нема да се меша во внатрешните работи на Бугарија, што очигледно не е случај за Софија кон Скопје, па од тука е нејасно за каков реципроцитет зборува Османи. Дополнително, Македонија ќе треба да ја ги даде на Софија на увид архивите за сите државни служби за периодот од 45 до 91 за наводни репресии во време на комунистичкиот систем. Османи појаснува дека протоколот во правна форма е записник од досега сработеното на ниво на двете држави и мерки кои ќе треба да се спроведуваат во иднина, а сите ќе зависат од едногласната одлука на мешовитата комисија. Во она што беше презентирано, може да се види дека во првиот дел од протоколот се вметнати работите на меѓусекторски групи, додека во вториот дел се мерките тематски представени кои го решаваат пакетот 5+1 од договорот за добрососедство. Третата точка во протоколот се однесува на говорот на омраза, односно како што објаснува Османи, според нашето законодавство, говор на омраза ќе се смета омаловажување на друга држава, дури и владите да не финансираат проекти како документарни филмови кои би вклучиле омаловажување на другата страна, а главната одлука и за ова ќе биде кај мешовитата комисија. Османи уверува дека во вторник нема да е класична прва меѓувладина конференција, туку започнува скринингот истиот ден, а во Европска Унија, иако од бугарската страна се децидни дека нема да го признаат јазикот, ќе сме влезеле со чист македонски јазик, а потврда за тоа гледа во договорот кој ќе биде потпишан со Фронтекс на македонски јазик.